Папата Францис навистина не го носеше овој дизајнерски капут, а поранешниот председател Доналд Трамп не беше фотографиран како бега од полицијата. Овие лажни слики се создадени со софтвер со помош на генеративна вештачка интелигенција. Deepfakes или лажно представување со видео или фотографија веќе е дел од претседателската кампања на САД во 2024. Еден пример е ова видео од противниците на Трамп на кое се гледа како тој се прегрнува со поранешниот главен медицински советник во Белата куќа, доктор Ентони Фаучи, со кого честопати беше во жестоко несогласување за време на пандемијата со COVID-19. Беше утврдено дека 3 од фотографиите се лажни. If you look more closely at the pictures, you can see more Ако evidence. внимателно ги погледнете фотографиите, можете да видите повеќе докази дека се генерирани со вештачка интелигенција. Наместо Белата куќа пишува МЕФАП. Дипфейковите во политичкото рекламирање ја алармираа непрофитната организација за застапување на потрошувачите Public Citizen, каде Лиза Гилберт е извршен под председател. One of the things that artificial intelligence is able to do. Една од работите што вештачката интелигенција може да ја направи, особено генеративната вештачка интелигенција, е да создава лесно фалсификување, видео или аудио што изгледа неверојатно реално и е невозможно да се препознае со голо око. Public Citizen побара од Сојузната изборна комисија на САД да воспостави прописи за реклами за кампањи кои што користат компјутерски генерирани слики, но комисијата рече дека тоа не е во нејзина юрисдикција. Има мала правна инфраструктура за полициско следење на длабоки фейкови, вели професорот по дигитално и информатичко право при правниот факултет на Корнел, Джеймс Гримелман. And the Supreme Court has actually also made it pretty Врховниот суд исто така јасно стави до знаење дека им е тешко да регулираат што било освен најеклатантен пример за лажен и штетен говор. Тој очекува употребата на лажно видео представување во политичките кампањи да расте. and it'll be very hard to Ќе trace. биде многу тешко да се следат спецификите на тоа кој ги создал. Во моментов е усвоена легислатива во Конгресот која бара од политичките реклами да се наведе дали се користи генеративна вештачка интелигенција.